Upravo s ovom drama kavala Voku vode lična grevena Gore na vičogramos herojski Se igra i pepak makedonski Velat nema, ama vezme Somerak sredstvom oro igrame Velat nema, ama vezme Makedonski pesni gordo peme Meni je odpred Isusa na svoja zemlja makedonska Tuka sme, tuka ostanu vame I ime sveto ne menuvame Velat nema, ama vezme Somerak sredstvom oro igrame Velat nema, ama vezme Makedonski pesni gordo peme Makedonski pesni gordo peme Втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Со мало задоцнување од технички аспекти, здравствени. Почнуваме со емисијата. Стримот денеска наместо на YouTube ќе оди, наместо на Facebook ќе оди на YouTube, веќе оди, а јас ќе се обидам од YouTube да го префрлам на другите, па мислам дека утре кога ќе доаѓа некоја така по фаца или што ти ја знам, да може да го рестримаме. И така. Зашто не ми прифаќаш? Компјутерот го имаш ли, господин режисьор?
Шоку технологија. Океј. Се надевам дека орде добро ви дојде. Така, многу популарна песна е таа во наша телевизија. Си ја слушаме. Да ви кажам здраво од Маврово. Ајде. Поздрав од Маврово. Виберот се апгрейдува, тоа да знаете, као што гледате, само што го уклучив, го рестартиравме. Он мора сега и сега кога ќе се отвори, некоја Иваноглу со некоја порака, јас што сум си пратил на себе. Океј. Значи, времето ни ојде јабана. О, душиче, мори кутро, душиче. Почнува, позади. Нека се врти. Добре. Драги мои, иако чисто се сомневам во било каква ефикасност на ваши јавувања, но добре дојдени сте вечерва. Нема да држам монолози, ќе јадам бурек помеѓу две јавувања, колку да не е тишина, а ќе гледам и тоа да се затнам, затоа што демагогијата која ја продавам овде, гледам дека дури има успехи, дури не, повеќе луѓе ми пиша, браво, феноменално беше, ти 6 места празни, па Васко Ефтов и така натаму, колку паметни и добри работи сум кажал. No, луѓе. No. Се што треба да знаете, мојот најдобар другар, колега овдека во студијово, што ако зборам добро, он заспива. Ке задреме. Мислам, не заспива буквално да хрка, него се опушта. А почнам да зборам овакво, станува и си оди. Така да многу ретко го гледам у животов, особено кога држам ти ради. Јави се ако нешто треба. И тогаш знаеш дека бркаш демони. Добро, се извинам, добро. Не, шега беше, ништо не важно. Океј. Стои оној телопот со... Телоп се викаше? Телоп или кајрон? Што е телоп, што е кајрон? Ова е телоп. Да. Ова е телоп. А што е кајрон? А ова е кај... Стручњак, брат, професионални, стануе од спиење, едното око залепено со гурилки и одма кајрон пушта, знае. А како се вика она доле? Плочка. Скрол? Што вика? Скрол. Ама скрол е нешто што скрола. А ова е скрол. Не, телефоните кои ќе ги ставиш. Чекам да видам телефон. Океј. Еве ги. Телефоните звонат. Кенан Таировски. Телефонот звони. Ја знаеш? Добра песна. Одлична. Феноменална. Може ли право да го пуштиш кај мене без да разговараш со него? Не. Не даја во предвид. Како се викаат оние лекари што те успиваат? Браво. Па тоа е он, анестезиолог, пред да влезе пациентот да го успие. Абе викам, пушти го, буден ми треба. Не. Океј, ја ќе се потрудам да дзирнам малку каква е ситуацијата на TubeYub за стримот, затоа што шерот после од YouTube на Facebook е полесен одошто кога се стрима на Facebook па на другите платформи. Океј. Заради стрим, леле, што има една добра песна, денеска 10 пати ја пуштив, многу ми се допаѓа, Bad Omens in Poppy, се вика
Against nature. Колку пати вака треба да сецкам за да не ни го скинат стримот? Многу пати. Вие, колку сум ја благословен со ваква стручна помош, одма ми дава, еве ти кубен квадрат, хипотенуза, на тангентата, сето тоа помножено со пи, изволте. Едноставно, нели? Не? Па, нормално. Леле, колко е добра песнава. Violence against nature. Морам да ја кинам, брат. Знаеш како ова low budget production, не ги имам правата и иначе ќе ме... Иде стримот? И YouTube, види ги. Бендот што свири, што го свири металот се вика Bad Omen или лошо предскажување или злобно предскажување. Девојчево што пее, девојче, 29 години има, се вика Папи. И мене многу ми се допаѓа таа комбинација, тој контраст на феноменален метал, ултра прецизен, моќен, секој тон на место и еден нежен женски вокал преку тоа. Ежење ми е. Текстот е, не кажувајте, иначе ќе ме изгорат YouTube ако му текне дека шо пуштам, нешто ќе ме прекине, ќе дојдат овдека у бели мантили со жуто комбе, една кошула мене, нече среќа. Тоа е убаво. Многу ја сакам таа тапацирана соба. Да не сум некој богаташ, онака така екстремен, нели? Да рече, онака чудак. Би живеел у таква, у бела соба, као лудница, онаа цела тапацирана. Да можеш да се... Знаеш зашо е тапацирана? За да се акаат од дзид на дзид. Пошто не се удира. Да. А рацете му се врзани не за да се заштитат овие лекарите и другите, за да не се повреди себе си. Тоа ми треба. Кафемат со сламка. Да го цицаш. И да го цицаш. Кафето. Нема друг начин, како да ти кажам. Јанко, прекини били пушти или не ја пуштај песна? Не, сакам да ја пуштам. Ама морам да ја сецкам. Сакам да остане овој стримот, сакам да видам после YouTube како ќе иде коментари и така натаму. Секако дека ова е добро, што има така копирайт, не може туку така некој да си земе песна и да си пушта низ програми, низ стримови. Сепак тоа е туѓ продукт, мора да се почитува копирајтот и знаеки ја скоро сите македонски попознати состави и медиумски личности кои се занимавале со музика, ги респектирам, особено Тоше, кој знаете како, неговата публика ја многу тешко имам симпатии кон неа.
Сите оние што викаат, леле, Тоше колку го сакав. Тоше го сакал оној кој платил карта за концерт и кој купил оригинално CD. Све друго треба да заврши у затвор. Затоа што да е на запад, така е. Дали разбирате дека ако даунлодирате филм, ако даунлодирате музика која не ви е платена, и на запад веќе се создаде таква една навика. Не мораш се да имаш. Еднаш у 2 години можеш да си дозволиш 10 евра да ја купиш албумот на Тоше. Ти текнува? Не го испочитувавме. Тоше знаеш колку продаваше? 10-15 илјади CD. Тоа е публиката негова. Ке иде уште еднаш рефренот. Работата е сакам тој вториот дел после втората минута после рефренов што ке иде. Леле како е добро. А Девојчево и Бедомен се феноменални. Толку. Да не си играме, понатаму уште од старт. Иде стримот уште? Иде, стане, па нече да крене, викаат црвите. Стварно иде, бе. 20 души гледаат, а не сме имале... Да крене, викаат црвите. Па доста и брзо, лагот е многу мал. А знаеш зашо е ова добро? Што можам, ако е лагот толку малки, вака добро идеме, можам да правам спортски преноси. Забавни. Чекај да видам дали имам коментари. Да се отераме, да се поздравиме со некој од... Добро. После Бурек. Окей, close. Супер Сијанко, добар ти е стримот, ми фалат разговорите со тебе како оние на Инфомакс. Поздрав Супер Си од Игор Ангелов. Поздрав, copyright claim copyright claim incoming. Александар Гече. Добро. Поздрав до вас. Не знам кај ќе иде емисијава, концепт 0. Минус 0. Но ќе ги отворам телефоните, иако чисто се сомневам, повеќе ми е социјален експеримент е станат веќе телефонот, бидејќи на овие телефони луѓе се јавува и говореа за името, презимето, за кражбите, за дерогацијата на целава држава, за малтретирањето, се бунеа против вакцини, се бунеа против корона, се бунеа против полициски часови, се бунеа против умрени во болници, запалени во болници, запалени во автобуси и одеднаш сето тоа исчезна. Се надевам дека е ова, драги мои, затишје, бура. Значи, не можеш народот да се не можеш да го критикуваш зошто е пасивен и зошто е кукавица. Си има он можеби во својата посвест, свест и табиет и карактер дека е таков. Ама така не се прави промена. Па не знам баш дали се прави промена со искачање на улица. Пати ки искинавме од искачање на улица. Системот едва и чека кршење барикади, напади, ово, она. Ама на шарената и успеа. На шарената не и успеа со тоа што протестираше на улица. Шарената и успеа со огромни пари што ги контролираше медиумите да создава наратив во кој вие ќе поверувате. И пред да почне со тоа, они го проучуваа менталитетот на македонецот. Значи, на кој начин ќе... Еве, американци се, ција се, французи се, кинези, руси, кој сакате, не е битно тоа. На кој начин
ќе ги натераме да го направат она што е во наша корист. Без оглед што повеќето од нив се против Америка или против НАТО или против Русија и така натаму. Небитно. Битно е да го направат тоа што е замислено. Како? Замислете од се ова, они сватија дека македонецот не можеш да не го манипулираш бидејќи е издржлив на сиромаштија. Ние сме најсиромашна држава во Европа, најниски плати, најмизерни услови. Нема тука побуна. Ние сме држава со најлоши услови за живот. Нема побуна. Нам децата секојдневно ни се мобинг. Нема побуна. Ние попрво ќе се пишеме бугари, одошто да се побуниме. Но, и тоа ништо не помага. Што помогна? Зошто успеа шарената револуција? Како се сруши власт која ние македонците си ја гласавме, не беа сите ВМРО-вци. Туку има добри дела, окей, мене ми се свиѓа. Имам добри плати, мене ми се свиѓа. Две работи има. Поверуваа дека може подобро. Дека може без теророт на фамилијата, Мијалков и компанија, не смееш да писнеш, бидејќи у демократија мора да јадем некој бурек против тебе. И тоа треба да го прифатиме. Као што ја прифаќам дека за едни сум супер, за други сум свиња дебела. За едни сум паметен, за други сум метак у чело треба да попијам. И тоа е окей. И сега, како да елиминираш некого? Како да елиминираш една цела власт? Како да елиминираш кој е толку добар и на рейтинзи и покрај сите лоши работи, добрите работи ги надминува. И викаш, па добро бе, македонскиот народ има мозок, знае да размислува и добро си бира. Успеа да не убедат, да ве убедат, пошто мене не ме убедија, еве го си отиде. Толку е. Сега знаеш дека муабетов везе нема у живот. Везе нема у живот. Ако едно ќебенце да му дајете да се покрие малце е свеже у студијава. Да. Климите се на снегулка, на ладење стаени. Од пред некој ден оти беше прилично топло, па залади. Фала ти Господи за прекрасната топла пролет, сега нека паѓаат камења. Паднавме на трач муабет. Што кажал на снимката? Што кажал на... Луѓе, дали сте свесни? Замислете сега, ја разговарам со вас интимно. Не е битно што зборам. И ти у еден момент ми викаш, Јанко, ја мамицата би ми ја расплакал на тие комшиите. И ја, добро, фала. Комши, вака и вака овој јадеше бурек за тебе, еве ти ја снимката. И овој те дава на суд. Така, што ќе се случи на суд? Судија ќе ти рече, извини, како ја направи снимката? Јанко снимаше, Јанко да го донесеш. И ја викам, што ме носите мене, ја ништо лошо не сум кажал. Не е битно кој што кажал. Битно е кој снимал и зошто снимал. Ама ја снимав, оти он збореше лошо за комшијата. Не е битно. Имаше ли ти дозвола да снимаш? Не. Значи си снимал нелегално. Сегде во светов снимки. Значи, знаете зошто? Од една многу проста работа. Ако мене ме прислушкувате, кога со жена ми се расправам, кој купил шекер, кој не купил млеко, и кој ќе ми рече, Јанко, нема дома масло за јадење. Враќај се, а жено, 10 сате, заврши емисијата, уморен сум, дома идам. Не, мора итно да идеш. Абе, викам, жено, ке те убијам, не ме мрцвари. И сега замислите таа снимка, некој ме прислушкува, ја вади снимката и вика, Јанко е убиец. Како бе убиец? Да, он сака да ја убие жена му. Еве, имам на снимка. И снимката го вади. Жено, ке те убијам. Или се расправам со
со бажена пауза, а ме снима деки, и му викам, абе, кај ми е, зошто не ми го пушти прилогот? Абе, ќе те убијам. И искача снимката и викаат, Јанко е убиец. Потенцијален убиец. Има намера да убие, го спречуваме. Значи, ако е приватно, било кој судија ќе те отфикари. Абе, тоа не може да важи, не поминуе, дали сваќате бе? Не поминуе, не може. Се знае како има, тоа е методологија на прислушкување, тоа е специјална служба, ДБК, УБК, ББК, ДДК, ДДТ и така натаму, која ќе по одредени сознанија создава такви услови, прави снимка и таа снимка утре, и тоа со судски налог, на крај има судски налог, абе гледате и најпрости филмови, дали е руски, дали е кинески, дали е американски, ја знаете процедурата каква иде. А не, вака ни се отворија нашите анални како за преглед. За колоноскопија. Ама не колоноскопија со оние тенкине камерчиња, него со овие камери, бе, кај вака објективон унутра. Што зборам? И се сеќам, еден се јави кај мене у емисија и века, Груевски треба у затвор да скапе. Абе, треба да го стрелјаат. Добро? Зошто? Заради Мерцедесот. Зошто за Мерцедесот? Викам, нели, купен е, државни пари, не е негов и така натаму. Ја го слушнав на снимка, рече ке ги возел децата. А ги возел? Не, ама рече ке ги возел. И сватив дека на трач муабет ние развивме омраза спрема тој и тој, овој и оној, и ја дозволивме таа власт да биде срушена. И после, знаеш, ни се случува терор од 7 години. Доведовте власт со која, нели, рековте дека овие не заслужуваат, ги слушнавме, ѓубриња се, вакви се, такви се, ги срушивме. А овие уште полоши биле, треба да ги овакво. А што очекувавте да бидат? Пази, ги донесувате и викаат, нас не донесува на власт врз основа на трач муабет што ние им го подметнавме, значи кај народов пали, што ќе кажам, не што ќе направам. И сега вие се чудите зошто за 7 години патот Петровец Катланово не е направен. Зошто шајка не е ставена од 2017 наваму на автопатот Кичево Охрид? Зошто ниедна инвестиција нема? Зошто да има бе? Значи оваа власт токму работеше онака како народов си го направи тоа. Поверувавте на снимки, идевте, протестиравте и овие викаат, окей, сакате такво влади? Нема проблем. Неќете инвестиции? Нема проблем. Неќете сигурни влади? Нема проблем. Неќете изградба на нови патишта? Нема проблем. Јас стварно не гледам проблем што се буниме против оваа власт. Зошто да ја смениме? Претходната ја сменивме затоа што работела добро, нели? Ама, нели, правеле муабет, многу педерски муабет, многу расипан муабет, заслужуваат за тоа. Па еве, овие ви тераат добар муабет. Што сакате? Феноменален муабет. Нема снимки за овие. Чудна работа, али нема снимки. Само Павле за полче го фативме. Никогаш би сакал стварно да се наместам и да одглумам нешто такво, значи некој терористички подол, некој муабет да ми извади, да ви го пуштам, каде зборам, не знам, за злоставување на деца, дека ја злоставувам деца, семено насилство правам, дека крадам, дека тепам и така натаму, и таа снимка да биде уверлива, онака уверлива, бидејќи да, мојата публика поверува дека со Спасе муабетот стварно се јавил, а јас сум бил ѓубре, свиња дебела што сум го исклучил, а Спасе стои до мене. И тоа е толку очигледно одглумено.
го договоривме со Спасе, Жаре го снимаше и така натаму, и се зезаме, импровизираме. Не, го купија. Манипулација, чиста манипулација, од хумор. Го купија како најсериозно. Луѓе, се додека си седите од страна и си фаќате сеир, и на муабети, и на сеир, и на трачои, донесувате политички, здравствени, професионални, било какви одлуки, нема да видиме ништо добро. Знаете, во Европа, во некои поразвиени земји, малце тешко поминуваат тие работи. Да, имаат они индустрија за трач. Се вика жолта штампа. Свесно лаже и тој е човек, знаеш, на крај не сме ние македонците нешто подобри или полоши, туку едноставно индустријата, па на што се лепиме. Ние си се лепиме на прислушкувани разговори, кој што кажал ово, она. Или, нели, некој подкаст и овој да каже, беше и овој на оваа со она, ова и праеше, и она и праеше, а она и ние се палиме. Затоа што сме воајери. Сакаме да се пикаме у туѓи животи, сеир да слушаме, забавно ни е. Знаеш, и не знаеме да направиме дистинкција помеѓу забава. Јас сакам да јадам бурек, да трескам глупости, ама сакам тоа да биде забавно, небулозно. Како Монти Пајтон. Не можам да бидам Монти Пајтон, ама тоа е тоа. Респект за едни К-15 кои ни раскажуваа 30 години вицови прераскажуваа. Ама на добар начин ги раскажуваа. Они немаат свој некој хумор. Они беа добри, смешни карактери кои кажуваат вицови на добар начин. Исто и Тони Михајловски. Зошто Тони Михајловски е добар и забавен? Истиот виц го слушаш од мене, го слушаш од Тони, се газиш од смеење. Начинот. Океј. Немаме јавувања. Има! Добро вечер. Добро вечер. Добар вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Се извинувам што почекавте, не знаев дека сте на линија. Од вас, господине Јанко. Ве пратам, ве следам долго време, но ретко кога некако би сакам да се јавам до вас, да ви кажа право. Како удба ме следите? Да, ве следам како еден нормален македонец и ништо повеќе. Видите, господине Јанко, значи во секој случај почит голем кон вас, голем Јанко. Господин Јанко. Вие сте еден од ретките македонци кој што може да се спореди со европејците од вашата фела. Ретко кој македонец може да се споредува според менталитетот со другите народи. Не бива некако. Јас би сакал. Ало? Те слушам, ало. Господин Јанко, јас би сакал само краток да бидам. Да, само да знаеш дека ти ме гледаш, ја немам што да гледам. Ја не го гледам и звучникот од кај доаѓа. Господин Јанко, старски телефон имам. Немам оние Виберинови стар телефон, ја немам таква работа на овој телефон. Ало? Ало? Те слушам. Јас многу убаво ве гледам, ве слушам и благодарам на тоа, господин Јанко. Добро. Од кај се јавувате? Јас се јавувам од Охридско, од едно село од Охридско. Убаво, убаво. Како е живеачката тамо? Берикјатверсен. Берикјатверсен. Тргај некини. Значи, Тргај некини, господин Јанко. ќе гласаме ли за избориве? Јас, господин Јанко, друго планирам да ве прашам, ќе ми дозволите, но кога ме прашавте веќе за изборите, јас мислам дека Давкова, господјата Давкова, има енергија во неа, лидерска енергија, повеќе од колку сите досегашни наши председатели и премиери, дури повеќе, вклучувајќи го и лажниот мачомен Бранко Црвенковски. Ало, дали ме слушате? Ало, да ве слушам. Вие дали ме слушате?
Много добро ве слушам, господин Јанко. Феноменално, браво! Видите се вака, значи кога ме... Но, нема да гласам за ниједна друга партија, заради тоа што не се согласувам со нивните идеологии, зборувам за македонските партии. Господин Јанко, по врска со јас ќе продолжам уште мало ако ми дозволите за Ви изборите. дозволуваме, слободно продолжете. Но видите вака сега. Што бараме ние од менталитетот на денешниот македонец, кога книгата Пиреј е наметата од УДБА како Библија. Значи таа да се чита ако треба, лепи сол ќе јадиме, ама не се даваме. Тоа е нашата Библија. Пиреј, романот Пиреј. Онатака, господине, почитуван, да повторам, почитуван, Јанко, јас, да ви кажам најискрено, не гласам за пратениците за ниједна македонска партија, Само за председател ќе гласате. молам, Ми рековте дека за добро ме Давкова ќе слушате. гласам за Давкова, господјата. Значи, само за председател ќе гласате, така? Гласам и то исклучиво за Давкова, зашто има енергија таа жена. Добро, Лидерска енергија има. тоа разбравме. Значи, За другиве нема да гласам. за другиве нема да гласате. Нема да гласам зашто видите господин Јанко. А за Бранко дали би гласале? За кој Бранко? Мачоменот, лажниот мачомен, детето од Скопскиот асфалт. Да, Не, бре, Бранко господине, Црвенковски. Фраерот. Тој блефер бе, Господа не брани сите до еден ме разбираш. Зашто бе така? Така, само изиграва така, Господ му дал појава и изиграва како да е Господ да чува. Но македонците, за кои што реков Библија е романот Пиреј, тој им е добар човек. Тој ми е јунакот. Најголемиот јунак им е тој. И сега имаме две работи. Од една страна романот Пиреј, од друга страна посрбеното ДПМН и од трета страна антиквизацијата му ја украдовме на властите. А не Неверојатно. оди јунаштината на Александар Македонски со романот Пиреј. А Зато чекај. ни е таков менталитетот. Ама вика дека Влајнка била Олимпија мајка му. Мајка му била Албанка Илирка, Не, но Лидија била Влајнка. 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 Мајка му била Влајнка. Татко му Филип, а дедо му Аминта, на Александар. Добро бе, од кај ги знаеш овие работи бе? Ова нигде не можеш да го прочиташ у ниједна научна книга, ти го знаеш, а овда ти, од кај го знаеш? Јас го знам, господине, заради тоа што се дружам многу со власи, со Срби, сите ме почитуваат, заради тоа што јас потекнувам од бугарофилско семејство, господине. Јанко. Бугарофилско. Семејство, да. И бугарофилите викаат дека Аце е што, бугарин? Не, бугарофил. А Аце бил бугарофил. Разбирате? Разбирам како не разбирам. Така, бугарофил сум, зашто тој народ мене ми е најблизок и по гестови на телото, и по граматика, и по пантара, и по лажење, и по сите работи, разбирате. Така е. Се осеќа одма. Така, да сте здрави живи. Вистина, Вистина. многу е пријатно да се разговара со вас. И да ви кажа право една работа, сестра ми е зеде еден српски офицер и татко ми не сакаше прво. Но после е даде, ме прифатија србите, сватови, добри, джентлмени, сите работи. Ама овие србоманиве, да ви кажам право, не србите, србоманиве, господин Јанко. И чекај сега. Никогаш нема да Ама направат зашто, држава. чекај сега, зашто бугарофили, а ваму србомани?
Па може и србофили да имаме, зошто да Не не? може србофили, зашто тоа е манијарство. Тоа е додворување. А србите се дојдени пред 100 години овде. Тоа е само додворување ето. Значи бугарите се арни, србите се лоши, така? Не, србите се најдобри. Подобри се и од бугарите. Подобри од бугарите. А подобри се јас. Да, го гледам Вучич и управо си, да. Јас сум бугарофил заради тоа што љубам тој народ, зашто ми е многу близо. Историското ВМРО, историското веќе пробулгарска организација. Бре. И сега кажи ми, они викаат нема македонци, бугари сме. Шо сме ние? Бугари или македонци? Видите вака, терминот бугарин, македонец бугарин, јас го ставам во склоп на македонец, тракиец и добруџанец. Сосема е споредно тоа името бугарин. Главно иста катара сме, испод тезгере сме фактично. Е сега шо сме? Па шо се од тогаш бугарите? Македонци? Не може да ја задржат македонскава Чекај сега. држава. Или сме бугари или сме македонци по тебе? Шо сме? По мене, По тебе? денески, поруваме како демос или како етнос. Бугари или македонци? Како демос сме македонци, а како етнос сме исто тезгере. Исти боклук, исти бурек, што велите вие. Тоа е работата. Да. И друго да ви кажам. Да. Дека македонците... Па рековте кратко и ќе завршите. Сега мора ли нова тема да идеме? Еве 15 минути ни одржавте лекција дека сме... Благодарам зашто ме прашавте за ова пустово, како се вика за гласањево. Ја затоа се јавам. Па ми Сакам да кажавте дека ќе потенцирам гласате за Давкова. на Давкова, заради тоа јас сум по нација македонец и ја сакам македонската држава, а таа има моќ да ја утврди македонската држава. Државност. Што ми е гајде мене за бугарската држава? Јас сум за македонската држава. Тоа е проблемот. Фала ви многу. Нема грешка. Благодарам што ме прифативте за разговор, господин. Како не, пак да се јавите, господине. Утре, задутре, прекутре, накутре, кога сакате да се јавите. Господин Јанко. И да се јавите, да ми кажеш и ќе се јавам. Добро, благодарам. Мерси. Океј. Драги мои, продолжуваме понатаму. У 40 минути стримаме више. Машала, машала. Еве ги коментарите. Добри сте, жилави сте, забавни сте. Ќе се трудам сега малце повише малку повеќе да идам со стрим. Да не падна стримот. Не, еве ме у фул скрин. Океј, одиме со next time. Ја излези Ѓурѓо. Next time. Ќе ја пуштиш? Како беше онаа песната пред да почне стримот? Орце? Орце песната за Ѓорѓија. Орде. Пиши ми да го прочитам и на крај ќе завршиме со таа. Добро. Добро вечер за следниот гледач, повелете во Добро програма. вечер. Добро вечер. Поздрав, Јанко, до тебе. Поздрав и емисијата ве поздравува, фала ви. Сакав предмалку нешто зборевте за снимањето, за незаконско снимање. Ало, Нешто. се слушаме. Се слушаме, зборете си слободно. Незаконско снимање. Јас работам во автошкола и дневно снимам секој ден по 10 часа во Скопје. Так, Дали е тоа законски или не е законски? ја ти личам на полицаец, судија, адвокат. Не, ама пред малку рековте дека никој не смее да сними, никаква снимка да направи без да знае другиот, дека го снимаш. И да ја користиш против него, да. Да. А ако не ја користиш, значи смееш да снимиш цел ден. Не знам.
Ти си Во знаеш. кола ставам камера и снимам со кандидат цел ден. Добро. Дали тоа не, ве прашувам онака, дали смеам тоа да го Појма правам? немам. Појма немам. Еве, Значи, има не едно, знаете тоа. јас се сеќам кога ставив камера во автомобил, Да. во полиција ми рекоа дека има закон кој забранува, ако ме фатат дека имам камера, нели, која снима, дека ќе платам казна и дека е забрането камера во сообраќај кај нас, за разлика од други земји. И сега проблемот е што ја не знам што е нивниот проблем, Да. пошто полицаец мора слепо да го следи законот, а законот е нелогичен. Што правиме ако некој снима со мобилен? А снимаме со мобилен кај стигнеме. Второ, сите електрични автомобили, а такви во Македонија има се повеќе и повеќе и повеќе, имаат вградени камери во нив. Да. Ај кажете ми, што со нив? Така што тумачењето никој не може да го даде. Ја барем не сум добил тумачење. Може би ќе добијам на некој коментар, некој ќе каже, Да. може би подобро Да, го ако знае. некој знае, барам да се Но јави ја некој не да ми знам каже каква дали е смееме ова да го правим. регулацијата. Единствено што можам да ти кажам е колку мене ми е познато, ако се случи некоја несреќа, твојата снимка, значи некој направил несреќа, тебе те осудуваат и ти им викаш, ама јас сум невин. Вика, немаш доказ. Имам снимка. Снимката не може да биде земена во доказ, освен ако не е против Никола Груевски. Да. Мислам, така испаѓа. Небулозна е малце ситуацијава, бидејќи се направија преседани, нелегални снимки за политички сврхи да се користат, а Да. за секојдневен живот мене стварно не ми е јасно. Многу е пипава таа тема, дали смееш да снимаш или не смееш да снимаш. Знаеш како? Мобилниот, го гледаш ја стар човек, за да не го заборавам и да не го изгубам. Вака ми стои постојано. Од кај може некој да знае дека камерата сега не ми е вклучена, идам, снимам, некој ми збори, цело време си снимам. За да, ако има проблем и ми сака да ми провери, има два начина. Или со насилство, или ќе треба да прибави судски налог за да ми се одземе и да се стручно да се прегледа телефонот, дали јас сум снимал нелегално. Но, за да добие судски налог, треба да има причина зошто и доказ, причина и доказ зошто моите права биле нарушени. Значи, многу пипава тема е и ја стварно не знам. Ако си автошкола, па Да. секој ден си со полицајците, па идете на испити, па прашај ги нив, што па мене ме праша, жити се. И Не, јави не, се онака емисија и каже, се шалам. зборевте пред малку за снимањето на закон. Ама еве, збориш ли со полицајците, со кога идете на испит? Така, истата кола, ја имаш камерата, снима, не снима. Шо викаат они? Ништо, они барат снимка, ништо друго. Значи, зошто бара снимка? Не разбирам. Па вака, секоја автошкола мора да ја чува снимката 3 месеци од секој кандидат што возел. Ако нема снимка, не се признава дека возел кандидатот. Значи, Да. ова ми докажува дека е дозволено снимање со автомобил. Па Еве, не што знаев. полиција доаѓа кај нас, контролира и бара снимки, значи е дозволено. Значи е дозволено. Фала ти, еве нешто научив. Ти се јави од мене да прашаш, ја научив, Нека ние се јават научивме и од тебе. гледачите, ако некој знае за ова, барам да се јави некој и да каже. Например, јас сум стручен да го учам кандидатот, да вози. Колата е во ред, кандидатот е во ред, инструкторот е тука, камерата не работи, мора да се вратиме назад. Значи, најбитна во целата ова работа е камерата. Не е ни кандидатот, ни возилото, ни инструкторот. Значи, најбитна е камерата. Ако нема снимка,
ништо не важи. Ништо не важи. Значи, Дали е тоа најбитно добро е или лошо по тебе? камерата и тоа снимањето. Дали е тоа во ред? добро? Мислам, да. Дали е тоа добро или лошо по тебе? Тоа те прашувам. Па види, ако инструкторот е стручен да обучава, ако кандидатот е тука и он ми потпише на картонот, што ќе ни е снимката? Зошто некој мене да ме контролира цел ден, што зборам, со кого зборам, каде возам, кога одам, кога се враќам и каде одам. Цел ден сум под контрола. Дали е ова во ред? Значи, проблем е по тебе нарушување на твојата приватност. Да, и приватноста и на другите. Зашто јас, например, Значи... на првиот пешачки што застанувам, ги снимам пешаците што си поминуваат тука. И некој утре може да ми рече зошто ме снимаш? Зошто? Како се решава ваква ситуација по тебе? Што мислиш? Еве, граѓански права и слободи. Дали имаш представа што значат граѓански права и слободи и како тие се заштитуваат? Не знам, не сум правник и не ги знам овие работи. Барам некој да ни објасни ако ова го знае подобро од нас. Океј. Вака, практично проблемот, ја како би го решил на твое место? Да. Би користел најобичен некој ефтин мобилен во кој нема да има сим карта, едноставно снимката таму ќе ја чувам и ќе си ја префрлам негдека на компјутери, која ќе ми ја побараат, ќе ми ја дадам. Значи нема да го користам, се извинувам, нема да го користам мојот личен телефон за работа. Тоа сакам да ти кажам. Не, на телефон не може, ние снимаме на посебни камери со посебни картици и со свој хард диск ги ставаме сите работи там. Дали е потребно звукот да биде снимен? Да, и звукот, да. Зошто е потребно звук да биде снимен? Па кога ни доаѓат на контрола и тоа го барат. Како сте ги обучавале, што сте им зборувале, дали сте зборувале на телефон, дали сте ги возеле на патишта надвор од населено место и сето тоа комплет да биде во ред. А кажете ми, зошто спровеле вакви ригорозни правила? Па ова е више 6 години кај нас. Добро, кога беше технички министер Оливер Спасовски, ние протестиравме. Ако се сеќавате, протестиравме против камерите. Так. И техничкиот министер не прими тогаш и ни рече, ако јас дојдам на власт, ова ќе биде укинато одма. И кога он дојде на власт, одма ги донесе камерите и од тогаш тие камери веќе постојат. И со нив работиме секој ден. Сега кажи ми, мојата предпоставка е затоа што голем дел од нашата популација, одредена популација, нити зема часови, нити се обучува, а добива подписи и им даваат дозволи, па гинат како глувци и зајци по улици. И мислам дека вака, не знам дали има по други земји, може има, може нема, може треба, не, нема никаде, само во Македонија. Но мислам дека корупцијата во Македонија на ова вие сте чесен и викате, ама јас сум чесен. Сори, вие сте еден, ама има уште 1000. Кој вика дека барем 800, може би и 500 не се корумпирани. Ви текнува? Да. Така да што... Нека ни каже некој ако се јави дали камерите постојат во другите држави, освен во Македонија. Значи, збориме камери во автошколи за полагање на испит во други држави. Така? Да. Дали некаде има, освен кај нас. Океј. А сега да ви ја дадам мојата транзакцијска сметка, да уплатите 6000 денари за да го добиете одговор. Се шегувам! Да. Ајде, поздрав. Така е. Ајде, поздрав. Јанко, фала, поздрав. Поздрав. Нема фала, шо? Фала. Ако Чао. некој знае нешто да каже, па ќе видиме. Важи, чао, поздрав. Ајде, чао. Чао. Уште те држат на линија, добре. Чекај да видам. Жална Македонија, ало, како можем да се јавам на број од странство? Можеш по... Џони, ако се јави на... Да, може на Виберот да се јави. Ама само на Вибер, да не врти на телефонот, пошто телефонот не ми е тука.
Само Вибер бројот. Ставене Вибер бројот. Па ете ти го, да, 071, а го гледаат ли на стримот они ова? Супер! И како ја сега да му раскажувам вака или со знаци да му кажам кои бројки се? Па шо не го ставиш на стримот, бе? Жбир еден. Бог да чува и да брани. 071 244 266. Дејан, научариве ми се за блиску. Далеко ми е телевизорот. Гласно кажи ми ја бројката да им напишам. 071 244 288. Има во цел свет, така се вози и полага, вели Никола на коментарите. Значи дека во цел свет се вози и се полага со камера. Некоја под никнейм Среќа пишува: мојот инструктор ме тераше да седам цел час во кола сам, а тој си седеше во кафана. Демек битно било само да седам во кола и така поминав без возење. Друже или другарке, а да пишеш кој е ликот или кој е автошко, уствари, знаеш што, I don't care. А што ја пак ќе истерувам правда нечија. Ако сте прифатиле така да ви прават, окей. Не знам што да кажам. Ама многу понижувачки, искрено да ви кажам. Среќа, еве те прашувам, зошто го слушаше и си седеше у кафана? Вика, има и на Pornhub цел серијал инспириран баш од тоа. Знам, редовно ги гледам од полагање испити, ама знаеш таму што е? Они се по-напредни, се гледа на запад. Нема камера само за напред. Има камера и за внатре што се случува, и тоа едно од тука, едно од тука, едно од тука, едно од тука, и уште две-три од позади, од сите агли е покриено целата акција, како се утерува знаење во испитаникот. Бидејќи, нели, инструкторот многу знае и неговото големо знаење треба да го пренесе, внесе во кандидатот. И тоа да го прави јако, често, добро, додека не прсне целото она знаење да му се просветли, знам да возам сега, среќа и така. Одлично, Никола, да. Фала. Добро вечер за следниот гледач. Здраво, Јанко. Здраво, повелете. Што правите? Викај ура, дигај два прста. Вие што правите? Арно и ние, да ти кажам. Убо. Да не куртулиш од Убајина. Амин. Арно, сполајте. Сите па и ние. Бибери тјатвац. Слушај, сакам да те прашам, сега те заследив на телевизија, што е темава? Или... Па вака, темава е за фреквенција 432, како регенератор на ДНК-та со замената на новата тюнинг фреквенција на 440. Ама мислам дека тебе не ти е интересна, па повели ти што би сакал да збориш. Што би сакал да зборам? Знаеш што, јас имаш гости у емисија, доаѓаат. Се надевам следен пат, ако некој поканиш од структура на одбраната, не е лошо и такво нешто да се деси, па да се спомне нешто околу статусот на војскава, да речем, на одбраната. Статусот, сега да видам што ве чеша, под наводници, вас ве интересира темата, статусот на воените лица во Македонија. Професионалниот состав
во Македонија. Професионалните војници, офицерскиот кадар, професионалниот офицерски кадар во Македонија. Не. Што? Офицерскиот е еден, Чекај малце. Режија, подофицерскиот е малце, друг. тишина. Режија, тишина и пушти го погласно, едва го дослушувам, да слушнам што го интересира и зашто сака да чуе. Господине, се извинувам што ве прекинав, ве молам, објаснете по-детално што ве интересира. Вака сега, значи единствено во оваа држава професионалниот состав остана само без решен статус. Ние се водиме со договор од 4 години. Така се водиме до нашата 45, од кој имаме услов во моментот, законски одредби, 45 навршуваме или бараме средства, односно финансии 1000 евро од година, како што го предложи тоа министриката предходно, или вработување во друга институција. Сега, во таа друга институција може да биде подрачна единица на одбраната, во било која општина може да биде во, не знам, шумска полиција, може да биде, али не и да останеме во одбраната. Тоа мислам ми е темава што сакам да спомнам. Ајде да повторам да видам дали разбер. Значи, 45-та година, бидејќи не ја познавам темава, 45-та која ќе дојдете, треба да бидете или пензионирани или преместени на друго работно место, така? Не пензионирани, туку или ќе земеме опремни на 1000 евро од година, зависно од колку години сме работеле, или пак имаме услов да побараме да се вработиме, но не да останеме и во одбраната. Но, значи, после 45-та година да не се остане во одбраната. Добро? Значи, свати. Законот за сега, да. Законот. Да. Што би сакале вие да се случи? Да добиете добра работа, добра отпремнина или да останете во одбраната? Еве, вие лично. Што мислите дека е најдобро за вас? Да се остане во одбраната. Да се остане во одбраната, со тоа што да дојде ред и професионалниот состав на регуларна пензија. Да не биде тоа 45-та си завршил, еве ти пари, тере си по план, или пак да се остави на државата па да те преместат во друг ресор, каде што ти до сега си бил во некаква специјална единица, а остануваш на работа во друг сектор каде што немаш познавање и допрва треба да се социализираш во таа област. Најтешко е на стари години да менуваш професија, не дека не е можно. Можно е, ама е многу стресно, здравје се губи и потполно ве разбирам. Она што сакам да ве прашам уште нешто, значи нема да ве чепкам кои сте, што сте, да се информирам за темава, сега веќе кога ми е прилика. Дали се ова НАТО стандарди? Во НАТО војските има и земји членки кои го имаат решен овој статус. Има земји членки кои го држат нашиот статус. Сега ние секако претендираме да бидеме решени како останатите, како Хрватска, да речеме. Еве, предлогот на Хрватска е релативно добар, подобар од нашиот. Слушам? Да. Тоа сакав да кажам. Каков е нивниот? Информирайте ме што е можно повеќе. Нивниот статус е до пензионирање, останување во одбраната. Значи, до пензионирање на професионалниот состав во одбраната. Зошто се одбегнува тогаш во некои земји, па и кај нас? Имаше една прилика, едно интервју министерката и беше поставено прашање во страна на водителот која водеше таа емисија. Вика да ги решите, вика, професионалните војници, демек да не ги држите на договори. Ако го решиме ние тоа, они ќе изгубат бенефити. Ние не гледаме што би можеле да изгубиме, туку напротив би добиле министерството, односно кај нас е, нели, препишување на одредена политичка партија која би била во тој момент на власт која би не решила. Нели нормално сега ти ќе фалиш. Дали е ова во сите гранки или структури, како да речам, авиација, специјални единици, пешадија, дали е ова на ниво на
цела војска, интенданти, не знам. Вака, ние Дали сме ова негде- за сите исто? Или готвачот во Арама може да си тера до пензија, а ти како специјалец до 45-та еве ти од премина, thank you and fuck you. Вака, значи, да спомна куварот. Значи, имаме ние цивилни лица во одбраната. Тие цивилни лица во одбраната се со решение. Ние како професионален состав, ние немаме решенија, ги имаме многу единици и имаме ние голем број професионални војници во истите тие единици, кои го имаат истиот овој проблем. Односно, ние претендираме, пак ќе речам, да не се повторувам, 45-та година и имаме два избора. Или пари да земеме, или да се префрлиме во друго министерство со работа. А да не можеме да останеме во истото. Океј, ти благодарам за јавувањево. Не знам што да ти кажам. Ја никогаш не, за 25 години само еднаш имав воени лица, специјалци наши кои беа во Авганистан. Изборевме за начинот на живот, не за проблеми, а јавување имало офицери, нели, за овој статусо. Не верувам дека ќе дојде некој од министерство ово-она, но ќе се потрудам. Ми се чини дека новата власт ќе предпоставам кој ќе биде новиот министер за одбрана и се надевам дека е тоа мој познаник, кој, ете, барем на таа лична база ќе успеам да го донесам тука, па да го отворам овој муабет. Но, уште подобро би било кога твои колеги би се јавувале и би ги искажувале своите мислења, да се направи некаква тензија јавна, за да и мене ми биде полесно да донесам некого околу целава оваа правни лица, војни лица, министри и така натаму. Фала уште еднаш, убава вечер, поздрав, пријатно, режија, идеме со мојот компјутер. Ајде, чао. Ајде, Дамјан е на линија, момент. Дамјан, дали се слушаме? Да, се слушаме. Дамјан, повели во програма си. Јас прв пат се јавувам. Се исклучи, пукна линијата. Сори. Ајде ќе пробам јас да те... Не, му пукна линијата очигледно. Добро. Океј. Се обидел Кочо да стапи во контакт, ќе пробам јас да возвратам со јавување. Океј, ова беа, можеш да го вклучиш телефонот. Ја возвратно, нели, Дамјан се обиде, почнавме да збориме, ама му пукна линијата. Ја пробав да го, најверојатно телефон или мрежа му паднала. Кочо исто така се обидел да стапи во контакт, го дадов мојот телефон за јавување преку Вибер. Ова е претежно го давам за оние кои се надвор од државава, па сакаат да се вклучат и така натаму. Одиме со следниот гледач. Чекај само еден коментар. Имаме гледач? Нема. Да видиме. Јанко, збор 2 за тоа што те нападнаа кај Лазаров. Појма немам. Нека име со среќа. Ништо нема да вратам. Знаете што ќе ви кажам? Се што кажале Зоки, Фаци и Лазаров за мене, во право се. Океј? Супер. Еве, ќе му се јавам после на Лазаров во емисија да му се заблагодарам, да му се извинам. Може би нешто сум направил што не треба. Така што јас секогаш викам вината е кај мене. А они се во право. Имале причина зошто ме нападнале. Така, во ред. Океј, одиме со следниот гледач. Нема, добро. Океј,
Па 9 и, знаеш, од 21:30 две теми имавме интересни, ни се појавија. Едната тема беше ова со камерите и со автошколите, а втората тема беше со статусот на воените лица. И за едната, и за дрогата, дрога ми треба. Дрогица. Океј. Како и да е, ај за прашањава, ако сакаш, дур се обидуваш да ги добиеш гостиве. Легенда си, Јанко, поздрав. Луѓе, немам намера со никого да се расправам. Тоа што некој го зборил за мене, не нивна работа. Многу е, Јанко, шо ќе каже? Знаеш што? Јас сум уброени години. Ја немам време да се карам со луѓе. Значи, ако нешто се навредени, има зошто да се навредени. Еве, јавно се извинувам. Појма немам зошто. Јавно им се извинувам. Нека не прифатат ни извинување, ни ништо. Океј? Нека го избриши и моето видео. Благодарен сум што бев гостин. Им се извинувам за сите проблеми што сум им ги направил. Океј? Фала многу. Поздрав. Поздравете ги од мене. Не морате да ги поздравувате, ама немојте вакви, што сега ќе се расправам. Шака луѓе сме тука, па уште. Океј, ако ме мразат, супер. Знаеш, барем нема, знаеш како, нема да имаме, да глумиме нешто финоча или ова или она. Ворете. Се ворете, ама искрено го зборам тоа. И они се млади, и днината е кај нив, гледајте го нив, поддршка за Лазаров. Лазаров ќе растура, еве го сега фатил некој преку глеј ќе растура, најверојатно со орце, кисела вода, бутел ваму таму, има сега да прави парам парче. Има идеја, знае што треба, така да good luck. Како ние ќе завршиме денеска? Spolaj majko, što go rodi, svoj narod da go vodi, ovde nogu srca bija, si te za Georgija. Seko ima svoja šansa, makedonska alijansa, dade raka, toj nasite, na Makedoncite. Makedonija, obedineta, sekongaš bila i ke bide misla na Georgija. Makedonija, obedineta, sekongaš bila i ke bide sonot na Georgija. Hrabro srce, umna glava, znaj vo svetot, čuda pravat, a so obraz i so ime, ne se pa za